Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Се извинуваме за доцнението. Уште едно издание на Еспресо Златев и Боцевски. Утро ќе бидеме малку пократки, негде околу половина час до 35 минути максимум. Но имаме една интересна тема и ќе останеме само на таа тема. Затоа што реално нема логика ово утро да ги шириме темите. Темата е дека Молдавија и Украина синоќа влегоа во почнаа преговори со Европската Унија, беше донесена одлука за да почнат преговори. Ова е огромно подценување за нас како земја, но и за целиот Западен Балкан. Имам најголемиот експерт во студио, нема потреба од гости. Добро, не ни требаат гости на темава. Не ни требаат гости, меѓутоа тоа беше вчера вечер. Нормално дека сакаме да дојде гостин кој што ќе биде подготвен. И затоа ќе оставиме малку простор нашите гости следната недела да навлезат во темата. Значи, ајде прво да почнеме од големата вест. Големата вест е дека Европската Унија донесе одлука за почеток на преговори со Украина и со Молдавија. Истовремено Европската Унија одлучи Грузија да се стекне со кандидатски статус и последното е дека најверојатно Босна и Херцеговина е многу близко до одлука за почеток на преговорите. Еве, тоа е во пакет одлуката. Ај сега да видиме што е лошото. Албанија нема почнато преговори. Не. Тоа е лошото поради блокада од Грција, така и вице. Албанија, грчката блокада продолжува заради тој градоначалникот што е во притвор, а што е избран во Химара, која што е единствена општина во Албанија со етничко грчко мнозинство, како што расправ. Проблемот е што тој бил вклучен во некои активности за прогласување некои автономии, за кревање некои восстанија, за отцепување на Северен Епир, такви некои работи. Сега, како да кажам, ова малку ми е... И нормално, тука е нашиот пример, ние де јуре ги имаме почнато преговорите, но де факто ги немаме. Па исто и со Албанија. И со Албанија преговорите се отворени, но не се започнати. Што значи тоа, Господ знае. И вчера, одлуката е донесена, значи и со Украина и Молдавија отворени се преговорите. Ама не се започнати. Ке видиме како ќе започнати така натаму. Ајде да видиме што е тоа што нас не возбуди како македонци. Според, сега ќе прочитаме што се случувало, драми имало вчера во Брисел. Прво, цело време беше подготвен теренот за донесување на ова одлука. Се виде дека унисоно од 27 земји членки 26 јасно се изјаснува за почеток на отварање на преговорите со Украина. Проблем беше кој би друг освен Виктор Орбан. Да. Виктор Орбан тврди дека не е подготвена Украина и тврди дека од 7 предуслови кои што биле поставени на Украина за почеток на преговорите, едва и 3 се исполнети, а другите не се исполнети. И со тоа Орбан влегол на самитот. Додека траел самитот, се разбира, ние можевме ова да го следиме преку медиумите. Без малку сите глобални медиуми има блогирање во живо, односно пренос на вести во живо. Тоа беше европски политико, ако ви интересира за вести од Европската Унија, дури и за озборување што се случува во Унијата, најдобро место кај што може да го следите тоа е politico.eu. Исто така Guardian има многу добри известители од таму. Што известија тие? Тие велеа дека во еден момент Олаф Шолц, како канцелар, премиер на Германија, го заморил Виктор Орбан да излезе и да си земе кафе надвор од просторијата. Додека Орбан бил надвор од просторијата да го земе кафето, била донесена одлука за почеток на преговорите со Украина. Без Орбан. Орбан потоа даде една изјава. Изјавата може да ја видите на Твитер, на Guardian, на каде сакате. Изјавата е на унгарски со титул на англиски. Кај што Орбан кажува дека оваа одлука, овие 26 не катераат, ние тука не сме. Ама како може, нели треба да има консензус? Треба да има консензус. Ова е без преседани, Значи, наводно Унгарија се изземала од гласање или се воздржала од гласање, што е лизгав терен.
Значи, дали е тоа едногласност? Едногласност е кога сите се за. Во овој случај имаме 26 нешто 0. Тоа нешто е изземање, не знам како да го дефинирам. Ова е некоја небитнина. И еве сега, И еве например, сега Многу интересно, само Ајде. секунда, извини да се надоврзам Ивица. Унгарија во тој случај не гласаше за, не гласале ни против, цяло со кафево може и да е некаква зезанција е нормално. зезанција, да. Види, зезанција затоа што сакаме да го почитуваме Орбан. Ако не сакаме да го почитуваме, знаеш, како во средно училиште, кога некој не замара во друштво, му викаме ајде прошатај малку. Но, Отприлика она што тоа се исто случува, така е знаеш. факт е дека Унгарија на истиот тој самит ја блокираше европската помош за Украина од 50 милиарди евра. Значи, стави вето на таа одлука. За тоа вела дека ќе се за тоа во јануари повторно ќе дискутираме на некој ниво, да видиме на кој ниво. Значи ја одложиле таа одлука, демек, затоа што Унгарија ставила вето, ама добро ајде да оставиме на маса одлукава, да ја презакажеме за јануари. Тоа е. И се види, ова е ајде ќе кажеме повторно, честитки за Украина и за Молдавија. Ова што се случи со нив е види со светлосна брзина, Љупчо. Значи тие допред 2 години, допред 2 години нема европска перспектива. Што значи немање европска перспектива? Значи дека не беше одлучено дали овие земји ќе бидат членки на Европската унија. Ајде да потсетиме. За Македонија ситуацијата е јасна. Во 2003 година сите земји од Западниот Балкан добија Кандидатски статус. не перспектива за членство со Солунската декларација на ЕУ. Солунската декларација кажа дека сите овие земји ќе бидат членки на ЕУ еден ден. До сега е само една, Хрватска. Да. Што е срамота за себе. Срамотата е сега поголема. Ајде да видиме зошто е срамотата поголема. Не е прв пат некој да прошета. И некој да биде скршен кога има европско интерес на јадрените земји на Европската унија за членство. Словенија прошета. Словенија нели ја блокираше Хрватска заради ситуацијата во Пиранскиот залив, недефинираниот па смислуваа некои работи, на крајот ништо. Хрватска влезе. Значи, не беше волку брутално. Ова што се случило вчера е понижување, да се разбереме. Ова не е пријатно за Орбан. Не е пријатно за Унгарија. Не е пријатно ни за нас. Не. За нас ќе дојдем, меѓутоа, ова е многу непријатно за Орбан и за Украина. И за Унгарија, пардон. Затоа што пази, ти си член на еден сојуз кај што има едногласност и велат не интересира тоа што ти мислиш. Ние си тераме понатаму. Словенија во еден момент виде, како викаат, виде што пишува на зидот, нели? Словенија виде каде дува ветрот и одлучи да се повлече. Ова е брутално. И сега, вакви брутални работи се лоши. Затоа што, да се подсетиме, и поранешна Социјалистичка федеративна република Југославија, На сличен начин, на крај кога беа надгласани словенците на последниот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, пропадна и Сојузот на комунистите на Југославија и Југославија. Кога правиш ти сојуз на држави, нема надгласување. Мора да има едногласност. Сега, дали да, сложено е, тешко е и така натаму, ама работите треба да се движат. Геополитички ова за ЕУ значи дека границите на ЕУ ќе бидат границите на Украина, и на Молдавија, и на Грузија. Ама Украина кои се границите сега, тоа е прашањето. Меѓународно признатите граници, Македонија, како и сите земји во светот, тоа е тоа Ама што го чекај, признава. Ивица, А во тоа реалност се сакаш да кажеш друго. меѓународно признати граници е едно и јас признавам дека тоа е дел и секој нормален човек признава дека тоа е суверена територија на Украина. Но Па не е ова преседан за ЕУ Кипар, како де кои се факто граници на Кипар, ајде. Ние го признаваме Кипар. Еве од кај ќе почне таму Шенгенот еден ден. Не Кипар е во Шенген, е. Ама еве во Украина од кај сега? ќе почне Шенгенот? Е прашањето. Е, да. Од кај вика од тука сега е Шенген. Добро, не се тука уште до Шенген, значи се Абе, истовремено како што видовме Ма вака ќе претрчаат и се Шенгенот ќе поминува низ Минско поле по се изгледа. Вака сега да бидам Значи види, никој не посакува да се случи европската интеграција на начин кој што и се случи на Украина. Мислам, ова што се случува таму е една крвава војна. Ова што се случува таму е една војна која што очигледно трае и ќе трае. Крајот ја не го согледам, не знам дали ти гледаш некој крај. Не, нема крај. Да, дај Боже да заврши утре. Меѓутоа не гледаме дека било кој од актерите е подготвен
да ја донесе да тргне кон затварање на војната и преговори на зелена маса. Што е на маса, нели, како беше? Ова на Украина, ако ништо друго, и дава еден легитимитет на војната. Значи, украинскиот народ ги прави овие напори зашто да стане дел од европското семејство. Значи, зборуваме дека ова е еден вид на оправдување за тоа грозотиите што се случуваат во моментов. За украинскиот народ и за Украина. Грозно е тоа што. Апсолутно. Значи, многу мајна во Македонија, кога спомнуваат војна, тоа многу лесно го спомнуваат, посебно од помладите генерации. Значи, секој од нас што ги преживеа оние 6 до 8 месеци пушкарење во Македонија, знае колку е тоа тешко. Не дај Боже да сме го преживеале она што го преживеале нашите постреби, баба ми уште е жива. И не дај Боже да сме го преживеале она што го преживеале во Босна. Во Босна, ама не и Втората светска војна, сега. И тоа не било пријатно. Значи, војна не постои погрозна работа од војна. Сега кај е проблемот? Ајде. Украина е во војна. Де факто. Целиот цивилизиран свет и дава поддршка на Украина во ова што и се случува. Не постои земја на светот кој при окупираните територии од страна на Русија ги признава како руски. Никој, значи, вклучително тука и БРИКС, и Далечен Исток, и вакви, сите го поддржуваат суверенитетот на Украина. Но, самото тоа што е во војна, значи дека Украина има во овој момент воен систем. Разорен систем. Систем кој не е демократски. Не можеш да бидеш во војна и да бидеш во демократски систем во исто време. Да. Затоа што демократија, не може. демократија и пушка не одат едно со друго. И не само тоа, еве, и Америка за време на Втората светска војна била војна економија. Војна економија, да, имало избори во ред. Меѓутоа нештата функционирале малце поинаку, еве да кажам. Секогаш е така и секогаш ќе биде така. Што е суштината? Не може еден систем кој е во војна, кој е во сосем друг стадиум, ти да го носиш во Европската унија. Не може. Тоа е еден, според мене, да, Украина треба да стане дел од Европската унија. Тоа нормално, доколку сака и доколку тие луѓе имаат интерес за таа работа. И Украина е многу слична за нас, нели, во тој дел, корупција, систем и така натаму. Полоша, драматично, знаеш, и посиромашна. И поголема. Значи, поголема, посиромашна, покорумпирана, помалку развиена се, мора се да кажеме. Истото можеме да го кажеме и за Молдавија. Да. Истото може да го... Исто така, една нестабилна земја, една земја која има проблеми со соседите очигледни. Има, факт. И со Романија има проблем, каде што, као што ние имаме да речеме со Бугарија. Еден сличен проблем, каде што романците велат дека молдовска нација не постои, дека се измислени од коминтерната. Да, они имаат и внатрешен проблем за разлика од нас. Они се внатрешно поделени. Дали има молдовска нација или нема, дали се молдавци или оманци, тоа е... Да. Ние пробуваат нас да не поделат внатрешно, ама не можат. Да, немаме значи, така проба, да. Така што сакам да кажам дека тука овие две земји имаат сериозни предизвици околу себе. И сега ти да ги ставаш во иста група со нас, нема логика. Да ги ставаш во иста група со Србија, кој покрај сите, нели, демократски дефекти што ги има, Србија денес е споредбено со овие две земји, па споредбено и со нас во многу полиња. Србија... демократски дефекти кога зборуваме, целиот посткомунистички исток, од Балтичко море па и Полска до ги Црно има море и тие, Јадрен. Да, значи па и Словенија и Унгарија ги има, и Словенија. Значи посткомунистичките земји функционираат на специфичен начин. Некои се побогати, некои се посиромашни. Но е, сега да речем, перформансите во однос на економијата која ги дава соседна Србија, да речеме, ја квалификуваат на едно далеко повисоко ниво. Факт. Значи, да збориме најискрено. Албанија исто денес е многу посериозна држава од што била пред 15-20 години. Албанија денес е на некој ниво со нас, да речеме. Драматично посериозна држава. Може да да. Може. Не, Албанија има голема трансформација во однос на времето на неврхозен. Апсолутно. Ако во 2005, 6, 7, 8, 10 година ние сме биле пред Албанија,
Сега сме изедначени, ние па треба да бидеме искрени кон себе и толку не сме задачени. да си го признаеме тоа. Да, значи, види, види. Го има Албанија и Јадранското море, па сега таму големи инвестиции имат. Да. Меѓутоа, види, ако гледаме објективно, без разлика што преговара Црна Гора веќе 11-та година. Србија 10 години. И Црна Гора е на наше ниво, реално. Не. Значи, тука, сега, знам дека ти не согласуваш со ова, меѓутоа сум го следил внатре процесот. Македонија во однос на европската интеграција има со што да се пофали во многу поглави. Значи, без разлика. Знам дека кога ќе излеземе надвор не ни личи земја баш дека е Шведска. Не личи. Меѓутоа, европската интеграција не значи дека треба да заличиме на Шведска, значи дека треба да го прилагодиме нашиот Систем кон Европа. Точно. Сега. И тоа ќе направи да заличиме на Шведска. Еден ден, убав ден. Да. Сега, Грција од 81 па на Шведска не заличува. Значи Грција на само Шведска заличува на Грција. Јас сум роден 77-ма, 81 влегла Грција во ЕУ, значи тука некаде, така. Ама уште не е Шведска, така. Да не збориме за овие што влегла 2004. Ама сега пред нас е далек. Од друга страна, исто така и Португалија. Португалија 86-та влезена. Не е Шведска. Но драматично подобро што била порано. Шведска во ЕУ. Како? Шведска во ЕУ. Да, како не, Норвешка не е во ЕУ, меѓутоа Норвешка во единствениот пазар. А Шведска па личи на Норвешка. Не, да, тука си права. Знаеш дека и они меѓу себе се зезаат. И они имаат меѓу себе вицеви како што имавме ние во бивша Југославија. Знаеш, овако, меѓутоа швеѓаните таму се едно од и најголемиот проблем за сите нас, и за Србија, и за Македонија, и за Црна Гора, и за Албанија, ако сакате, е што сега ние од денес па натаму ние сме во иста група со земји од која полошо е, Љупчо. Едната е во војна. Полошо е. Не сме во иста група, него како што Западниот Балкан беше бочна игра на големото проширување 2004 година, значи 2003 они више знаат. Овие во 2004 влагаат, во 2007 Романија и Бугарија. Па ајде се една бочна игра го ставаме Балкан. Така беше. Сега сме бочна игра пак. Сега пази, од централна игра, малце за кратко бевме централна игра на проширувањето. Одеднаш кога Украина и Молдавија се централна игра, ние сме пак бочната игра. Ова е фрапантно. И сега тука мораме самокритика. Што е самокритиката? Самокритиката не е кон дипломатиите на Балканот, самокритиката е кон политичарите на Балканот. Значи, Еди Рама и Вучич правеа таму отворени Балкани, не знам што, не знам како. Во моментот, кога во ноември стигна оној пакет за проширување на Европската Унија, треба се да спишти цел Балкан, цел да гори Балкан, да гори Балкан, не? Значи да се соберат сите од Балканов, да направат писма, да дадат изјави и да кажат самите да направат и тоа сами да го направиме самитот и да речеме од самитот идеме у Брисел, дури и никој да не прими, ќе се истопориме пред Европска комисија и кажеме како бе не ви е срам. Ова Панчо Минов политика. Па така е. Панчо Минов вака му отиде на Свето Јаневски за цените на грозје пред куќа дома. Ама не ги знам. Вие ма види, значи Панчо и го направи тоа што требаше да го направи. Го направи. Па тоа е тоа. Значи значи види, сам по сам ке не скршат, мали сме. 6 земји од кои што секоја со секој има некој проблем. Јас сум сигурен дека дури Албанија и Босна и Херцеговина гарант имаат некој проблем. Ке најдеме нешто. И Босна и Херцеговина, некој Босна и Херцеговина. Не, викам Босна и со Албанија гарант ке најдеме дека некаде се караат. Гарант. Не е битно. Меѓутоа, сакам да ти кажам, секоја со секој од овие земји има проблем во моментот кога овие земји ќе покажат дека околу нешто се обединиле. А нема зашто да не се обединат околу европска интеграција. За сите нас е подобро. И требаше со заеднички настап во Брисел се каже не сме ние бочната игра. Не може да е Украина централна игра. Зад нас се. Во секој можен параметар на европските интеграции. Од друга страна сега има па и друг страв. Сега може да го оставиме стравот за порекламите. Ајде. 3-4 минути реклами за да го оставиме главниот друг страв кој го имаме во однос на проширувањето. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, што е вториот страв? Вториот страв е околу парите. Значи, добро. И тоа е легитимен став, не само за нас, него за сите земји од Западниот Балкан, па и за земјите од Унијата кои што се внатре, а кои што се приматели на структурната и кохезивната помош која што возможува нивни развој и фаќање приклучок кон остатокот од Европската Унија.
парите веќе ги видовме, нели? Македонија добива неколку стотина евра по глава на жител од Европа годишно, така. Бугарија добива неколку илјада евра по глава на жител, таа разлика се гледа, нели? Се гради инфраструктура и така натаму. Не е само градење на инфраструктура. Пази, кај нас многу ме нервира понекогаш во нашите институции има некој отпор кон добивање на знаење. Добивање на знаење или се тие консултантски услуги, викаме некој консултант, некој пензиониран, отслужен административец кој што се вложил некаде така, истарал кариера, тука да ни објасни како нешто функционира, така. Тоа не се залудно фрлени пари, тоа не се пари кои што без врска ги даваме. Да. Тој пренесува некое знаење. За проблемот е кога понекогаш бараме помош, а не сме подготвени да го примиме знаењето. Например, често сме зборувале со тебе ние регулаторни институции со кои што меѓу другото студираме и ние во работава како радио. Во Европа дошле како резултат на долга политика и обити грешки и сите овие глупости кои што кај нас се случуваат. Влијание на економијата, на газдите, на олигарсите во медиумскиот простор и сега се прави некоја институција тоа да се спречи. Кај нас ги правиме институциите, појма немаме зашто ги правиме, па затоа се килови. Не, добри. Затоа сега се подобри. Например, што веќе дојде до знаењето зашто тоа се случува. Во овој момент, споредбено со порано како функционирал Советот за радиодифузија, во овој момент Агенцијата за медиумите, иако нема политички сенс, нели да се изберат нови членови така натаму, политичариве не се договорени меѓу себе, но и покрај тоа административно, бирократски, господинот Зоран Трајчевски феноменално ја води работата. И медиумите во Македонија, Агенцијата за медиуми во Македонија, во овој момент, иако таму еден лимбо период, како да кажам, период во кој нема избрано функционери во собранието, и покрај тоа, Агенцијата за медиуми во овој момент функционира феноменално и медиумите во секој момент се информирани за секоја регулатива и гледаме дека медиумскиот пазар во последните, па би рекол, 2016 година и претходно, полека се доведени во еден тек каде што меѓутоа види многу поголем квалитет имаме, барем во информативниот дел зборувам. Значи имавме толку големи ситуации кога пази се, имавме и вмешување на политиката во медиумите, тоа е трагично. Меѓутоа имавме злоупотреба на медиумите од газдите, сега тоа да го кажеме. Имавме и еден медиум основан во Македонија кој што суштината на неговото основање беше рекет. Политички рекет со злоупотреба на функциите кон бизнисот, кон други политичари и така натаму. Кој тој бе? Телевизијата на Боки 13. Тоа беше криминален проект. Во стартот. Но, пак ќе ти кажам, регулаторот целиот тој период си има поставено да на еден вратиме на тоа. одличен. Значи регулаторот функционира кога општеството има потреба од регулатор. Кога општеството не знае дали има потреба од регулатор, тоа не функционира, тоа некаде во облаци некоја институција. Да. Меѓутоа, темата што ми беше, значи иземање знаење е голема работа. Сега што е ризикот со парите? Ризикот е дека Украина ќе ги земе сите пари, затоа што види тие пари мора да се трошат во основа на некои објективни критериуми. И се прашањето е каде вие ќе оставите нивото на тоа кој добива помош, кој не добива помош. Украина е толку голема што може буквално да вшмука целава предвидена помош за земјите кандидати. Тоа е реален страв. Еден слушател вели, и што значи сега вика, дека треба да имаме војна за да започнеме преговори? Еди Рама тоа го двоен морал вика е од страна на Европската унија. Мораме тука да кажеме кога некој политичар ќе каже нешто добро и луцидно и смешно, да кажеме браво. Што каже Еди Рама во Блед, на Бледскиот форум? Не сеќавам. Кога беа седнати сите премиери. И вика, ајде да видиме, вика, што да направиме. Вика, за Србија и Косово е лесно, и оние се степат. Вика, Македонија, вика, тука е бугарскиот премиер, дај бе, вика, инвазија направите вие на Македонија. Ние ко Албанија, дали со Црна Гора, дали со Грција нешто да направиме. И почна да се зеза, знаеш, на тема кој со кога се степа војна да направиме, за да не примат во ЕУ. Како што нели Украина сега примена. Мислам, не е примена, почнала преговори. Почна преговори. Друга работа, ова е доказ. Че целата работа е точно е. Европа се наоѓа во геополитички надпревар со Русија. Okay. За Турција ќе анализираме. Доказ, значи најјасен доказ дека нема трошка од руско влијание во Македонија или кинеско или било какво
е ова. Кога некој волку брутално тебе ти носи ваква одлука и не му е гајле да се занимава со тебе, Ивица, јасно ти е дека овде има нема сега ништо тука една значи. друга димензија. Ајде. Другата димензија е следна. Тоа е дека ние во овој момент како една групација, како држави од Западен Балкан, па ако сакате и ние како Македонија, брутално и јасно гледаме дека ако сака ние да влеземе во Европската Унија, отпорот на Бугарија ќе траеше 2 сати. И па да. Значи, затоа што, сега да бидеме вака објективни, затоа што кога може ова да и го направат на една Унгарија, која е Точно. геополитички гигант споредбено со Бугарија, Точно. да се разбереме, Точно. и геостратешки, и позицијата им е Точно. таква, Точно. и се што. Точно. Бугарија нашто не блокира за ЕУ, доколку имаш интерес од ЕУ таа блокада да се тргне од страна на Бугарија, значи буквално 2 сати ќе траеше отпорот на Бугарија, а не да не условуваат ај сега ставите ги устав, па ќе ставиме Бугари устав, не е проблем, еве што се тиче мене, па после следно ќе биде, па ај сега дали мајка му на Гоце Делчев на бања идело у Бугарија ќе стане дел, изгледа, да. ќе дојде дел од преговорите и ние така ќе се заглавиме во еден процес. Зошто е тоа така? Затоа што еве сега јасно се гледа. Нема интерес. Затоа што нема интерес од Нема Европската Унија. Нема Ние интерес. да станеме Значи, дел на Европската да, Унија, извини точно. уште ова. Во право. Се извинувам. Да. Следното исто така што е важно и што во овој момент мене ми раѓа сомнеш, а тоа е дека ова повампирување политичко, значи не ги сметам бугарите за вампири, да се разбереме. Најблизок народ ни е, меѓу најблиските Да. народи ни се. Да. Значи, ова повампирување на бугарската надворешна политика во однос на Македонија, во овој момент имаме објективни параметри да се сомневаме дека е европско масло. Или пак не. Види, дури не мора да биде европско масло. Доволно е да не гледаат. Доволно да си индиферентни, онака знаеш, не заинтересирани. Па не индиферентни се. Тотално. Нам ни треба да се барем, еве сега, да беневолентни, добронамерни, знаеш. Ако се добронамерни, ќе им кажа дај бе смирете се таму. Абе, Што 2 ги сата малтретирате? ќе траело. Да. 2 сата Управо ќе си, трае отпорот на управо си, Бугарија. управо Доколку си, имаат управо си. интерес ние да Не, види, влеземе. таму кај што има интерес го сопреа. Ти забележа дека нема нови клубови. Забележа дека нема нови случаи Пендиков. Ама тоа не го спречи Европа. А мислам дека тоа Го спречи Америка. Да. На Америка не требаат глупости дека сега дека има со Украина. Да. А дали ќе влеземе во ЕУ Да. е прашање Што на е малку, Европа. види, и Америка тука, и Америка има улога во целата оваа работа. Сега да се разбереме. Европската унија има еден член во сенка. Можеме така да го наречеме. Па добро се, да се разбере. Во Ама однос, така е сега, во однос на притисокот за Украина, Америка има нормално, како да кажам, улога во сето ова. Има и кон Бугарија. И тоа е Не се окей. сумна. И кон Грција, па биди се. Но- Но бе, толку ајде да броиме. Мицотакис, Папандреу, Симитис, пак Папандреу, Самарас, па тие преодните не ги памтиме, па Ципрас, па пак Мицотакис, види по 2 пати, татко и син, за Да. 30 години. Добре, не биваше некој да ги замоли да прошетаат сите овие години, наместо ние имиња да менуваме? Да отидат кафе да земат надвор. Не мора кафе, Да. деци се гирува некој, знаеш, тука во Брисел, меѓу другото, во Брисел кога си гладен навечер, не идеш или на донер или на гиро. Знаеш сега Така како е, што- сега па да бидеме малку објективни со нас, им го должиме тоа и на слушателите. Па ние па не сме ниту голема земја како Украина, ниту во се наоѓаме во толку Боже, важен сачувај. геополитички Значи и ние сегмент. Црна Гора може да бидеме пример. Значи не само тоа, еве и ние и Црна Гора. Не, нивниот влог е многу помал во да, однос па на не, нас бе, бе, и нема потреба да се точно. замараат волку пошто мало им е влогот. Тоа сакам А да ние кажам. даваме сигнали дека ќе правиме проблеми. Еве сега Да. сите се викаат чека кога влезе Србија тука, српски малцинства, Албанија кога влезе вака онака. Па дали Албанија и Србија заедно да влезат, да не влезат? Тоа се легитимни равенки. Меѓутоа еве Македонија и Црна Гора зошто бре утре не влезат во унијата? Што ќе се смени? Ништо. Не само што ништо ќе смени, подобро ќе се живее и таму и овде.
ќе се намали еден притисок. И плюс, Да. ќе биде и позитивен пример за една Србија да речеме, дај да се тргнеме од ова руско-кинескиве глупости, гледај убаво живеат комшииве. таму нема, бе. Стана дел Да, дел. и таму види. Исто, Да. истото ќе И тоа е мит. Штом гледаш? Исто ќе ти се релативизираат односите со Бугарија, нема да има граница. Да. Ме разбираш што сакам Да. да кажам, ќе има една поголема соработка. Со Грција веќе се И ќе релативизирани. престанат овие луди уцени. Без Да. срамота, ова знаеш испаѓа дека во една, како сакаш наречија Југославија, Македонија беше позаштитена, македонците беа позаштитени, отколку една Европска унија што тврди дека мотото е единство во разликите. Испаѓа дека ова мотото братство и единство беше стварно политика на Југославија, а ова единство на разликите не е лицемерие од ЕУ. Се така испаѓа. Ја би сакал да е поинаку. Не е така во реалноста. Значи во ЕУ може што сакаш да си, колку беа тие сексуалните идентитети, 20 и кусур, Само Македонец не може да си. И не може земјата да се вика Македонија, абе чекај малку. Па види, меѓу другото, ние толку сме влюбени во ЕУ се уште, затоа што имавме, ние мислиме дека тоа е федерација, не е федерација, сојуз на држави. Нешто друго е. Па затоа што позитивно беше нашето искуство од И не Југославија. само што сме влюбени ние во ЕУ, да се разбереме. Не сме ние влюбени во ЕУ. Ние гледаме на ЕУ како тоа што е, тоа е Што би рекле панасеа, нели лекците Ние сме болести, дел од така е. Европа, ние не можеме да видиме ништо Па тоа друго. сме, што? Значи, нас географијата не води во ЕУ. Така е. Здравиот разум не води во ЕУ. Сега проблемот е кога ЕУ тоа не го препознава и кога знаете како окей е сета помош за Украина. И ја поддржувам и Македонија што дава помош и треба да дава помош. Стварно земјата е нападната тотално од еден хегемон до себе. Се е тоа во ред. Но да не заборавиме дека во изминатите 30 години Западен Балкан живеел со идејата за ЕУ. Така. Украина не живеела со идејата за ЕУ. Да се разбереме. Украина пола од својата независност и повеќе 70% од својата независност ја има поминато во една геополитичка бездна, дали да бидеме со Русија, дали да не бидеме со Русија, дали да бидеме со ЕУ. Олигарсите сакаат едно, народот сака друго. Нели имавме на Мајдан една епизода во Политичката 2004-та? елита сака, значи, овде е јасно. Во Македонија не постои еден парламентарен политички субјект кој се противи на членство во ЕУ. Така е. Ни еден не постои. Така е. Дури и левица кои имаат екстремизам, ете ги таму имале конгрес, од ЕУ донеле луѓе да зборат овде, не од Европски би парламент. бараат таму да се, нели, дел не од тоа донеле од семејство. афричко Така е. племе. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Значи, немаме еден политички Така е. субјект Така во е. Македонија кој се противи на членство во ЕУ. Така е. Така е. Втора работа. И не само тоа, него еве во парламент влезе субјект што се противи на членство во НАТО, од кога влеговме во НАТО, како во цело НАТО. Не, пардон, во земји од НАТО имаше субјекти кои што беа против, кои што се беа во парламентите и пред да станат во НАТО. Кај нас нели од кога влеговме во НАТО, што е окей, демократија, боже мој. Не може двајца пратеници да го нарушат нашето членство во НАТО, ни 20, не можат, не па двајца. Ме Ципрас разбираш? победи на избори. Во Па не програмот излезе од пишува НАТО. да излезе од НАТО. И не излезе ли излезе, од не НАТО? излезе од Па, НАТО. што Значи понатаму? тоа сакам да кажам. Ние живееме со европскиот дух. Дали до 2014 во украинскиот парламент имало 50% дали имало за членство во ЕУ што биле луѓе и политички партии. Бе, поделени беа. Значи, Поделени. сега, Точно. и ти во земји кои имаат јасно дефинирано цел, па ако сакаш и Црнагора, дури оние српските националисти во Црнагора се за ЕУ. Нормално. Се за ЕУ. Од други причини, ама хајде. Во Албанија исто 100% е поддршката за ЕУ. Во Собрание исто како Косово. кај нас. Косово исто. Босна и Херцеговина, сега не знам Додик тие што се. политика има кон ЕУ, не можам сега да го проценам. Во моментов, мислиш? Во моментов, Да. На да, времето, види, на времето кога ги чистеа националистите од Босна, Додик имаше клучна улога во таа работа. Да. Е сега, но да се не разбереме. заборавиме кој го доведе Додик на Но власт. и политиката во Босна, значи мејнстрим политиката во Околу ЕУ Босна, имаат консензус. околу ЕУ има консензус. Во Србија јавното мислење има проблем, уште има рани од она бомбардирањето на НАТО, што нели нормално Но се прејави на- парламентот кој ќе го видите пак гледате ЕУ.
освен да речеме овие што се двери, мери и тие. Ама тие таквите. се маргина. Да, добро, не се баш маргина, там партеничка група имаат. Пази, та. Ама пак, значи, ако има гласање во Србија ќе помине членството во ЕУ, сигурни сме. И референдум да има, србите ќе станат. Сега, вака јасно дефинирани земји, и не само што се јасно дефинирани, туку се долго време јасно дефинирани, што ова ни публикуме, Да. овие земји ги оставаш да бидат во иста група со Молдавија и Украина, од кои што едната е во војна и историски нема дефинирано што сака. Прво не знае Украина у моментов колку луѓе има во неа, колку има бегалци од Украина. Мобилизација бе наредена. Второ, не живеела долго во европскиот дух и ја ставаш Молдавија, која, извинете вака, ама 20 години после нас излезе од комунизмот. Значи, ке спомнат, Значи сега да се разбереме. Дали го спомна територијалниот интегритет? Така? И тие... Со јужна, како се викаше, зад предистрожје, како Тандристрија на англиски, како да е. Да. Задњестарија. Трансмистрија. Задњестарија, каде е на македонски. Не, Преднистровија беше у Украина, тоа е кај Чернобил, да. Зад Днистрија, како да е. Днестар реката, нели? Да. Територијата на Молдавија од другата страна на реката Днестар, Да, ја контролира некоја Трансмистрија, да. Така е официјалното име, има комунистичко знаме. Значи каде и преку Днестар, така каде. А тоа што е комунистичка држава некоја? Тоа е таму затоа што мнозинството од луѓе беа од Да бе, сум со погодил, советски идентитет. сум погодил Преднистровијан Молдавијан републик, PMR. Како и да го наречеш. Да, не е битно, а иначе на англиски е Трансмистрија. на македонски да е нели зад нешто или преку нешто, значи преку Да. реката, така. Се, Да бе, вие Српи Чекич имаат за... нема затоа што таму види, таму Тираспол, И руско знаме име второ официјално. Тираспол, градот Тираспол е едно од, да речеме, бисерите беше на советската индустрија. И како секој град што нели е индустријски град, привлекува целиот Советски сојуз мигранти. Тие мигранти таму има советски идентитет, кога се распаѓаше Советскиот сојуз, кренаа некоја восстание, сака да останат дел од Така југословените па таму на крајот имаше договор, обседеме го надгледува и така натаму, не е битно. Јас знам, сум проаѓал еднаш таму. Нема, да. Суверенитетот го нема. Со калашникови може да те пречекаат на сред пут тоа како поминуваш. И Тираспол, како се викаше клубот фудбалски играш едно време, беше многу успешен во да, ама пази, и тие земаат пасоши сега молдавски, пардон, романски, зашто со молдавски Да бе, државјанство можеш да земеш Шо романски ти кажеш? пасош, класик. Но да се вратиме на тоа. Па Грузија, па ајде. Значи Грузија исто прекрасна земја. Исто. Били таму. Дури како консултант за визна либерализација бев и во Молдавија, бев и во Грузија. Овакво. Меѓутоа, Грузија има целосна контрола на својата територија. нема. Абхазија, Јужна Осетија. Војски руски има внатре. Во она што го признаваме и ние како грузиска територија, така ли? И е грузиска територија. И сега? Значи, не е битно. Значи, ајде да се вратиме на темата. Неправда е ова голема за Балканот. Никој, види, не сакам, нека си го живее Украина сонот. Дај Боже да го живее... Ама не на наш грб. Дај Боже да го живее европскиот сон Украина наместо војниот кошмар што се случува таму. Апсолутно. Но дајте ни го да го живееме Дајте ми и ние. ние да го живееме конечно еднашка. Затоа И мислам што така да завршуваме. премногу сме обесправени во целиот овој период и затоа потоа кога ќе излезе некој извештај на некаква невладина организација за тоа какви лажни вести се ширеле на социјалните мрежи во Македонија и каква поддршка имало овде за Путин и така натаму, пред да си го, нели, да, тоа е фактичка ситуација, за жал, во многу сфери, но потребно е да си го постават прашањето оние кои ги прават овие анализи, добро, колку неправди ние му направивме на овој народ за тој денес да има ваква искривена перцепција за светската политика. За жал, ние мора да свати Европа дека ние сме дел од Европа и дека друга алтернатива ние немаме. Европа, еве гледате, има друга алтернатива, а тоа е да биде во војна со Русија, затоа што
Ако Украина стане дел од ЕУ, тогаш држава членка на ЕУ ќе биде во војна со Русија. Што може друго да им кажеме? Илица, тука сме. Тука ќе завршуваме, значи само да кажеме, еве, уште еднаш, честитки Украина, Честитки Молдавија, честитки Грузија за кандидатскиот статус. shame on you Германија, Босна, shame on you Франција, и сите други кои... Голем срам за Европа во однос на Македонија пред се, овдека идиоти бе инсталирани име да менуваат. За да влеземе во таа претекст ЕУ. да влеземе во ЕУ. Види што се случи. Види која срамота се случува. И тоа е. Боже мој. Сега, ова не значи дека ние ќе менуваме стратегиски едно друго. Ќе влеземе ние во ЕУ. Меѓутоа, немој некој да мисли дека ова ќе престанеме да го зборуваме. Ќе го зборуваме и тоа многу. За жал принудени сме да живееме со срамот. Така е.